Поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска не смее да го напушти Скопје. Откако судиката Добрила Кацарска денеска ја осуди Јанкуловска на 6 години затвор за набавката на владиниот Мерцедес, обвинителката на СЈО Фатиме Фетаи побара од судот засилена мерка за Јанкуловска, отимала опасност од бегство. И покрај фактот што против Јанкуловска во тек се повеќе судење по различни предмети на кои таа секогаш е присутна, судот му удоволи на СЈО и од денеска мерките на предпазливост за Јанкуловска се заменуваат со забрана на напуштање на градот во кој живее. Во образложението на пресудата, Кацарска главно зборуваше за обвинението на СЈО. Делот со одбраната на Јанкуловска го спомна во една реченица, посочувајќи дека ќе било напишано во пресудата. За судот небитни беа доказите и исказите на сведоците дека владиниот Мерцедес морал да се набави. Туку според судот спорен бил начинот на набавката на блендираното возило. За време на целиот процес одбраната посочуваше дека законите во државата се антимонополски и невозможно е да имало фаворизирање на еден економски оператор, кога секоја компанија која се занимавала со овој бизнис имала можност да се пријави на тендерот за набавка на возило. Дополнителен факт што според адвокатите на Јанкуловска одеше во полза на обвинетата, односно дека нема сторено кривично дело, беше и тоа што иако законот дозволувал набавка на безбедносно возило без објавен јавен оглас, сепак МВР со распишување на јавен тендер го купиле блендираниот автомобил. Инаку за време на судскиот процес Комисијата за заштита од дискриминација утврди дека судиката Кацарска за време на судењата го повредила достоинството на екс-министерката за внатрешни работи, а со тоа создала понижувачка состојба и вознемирување. Поради ова адвокатите побараа изземање на Кацарска, но председателот на Кривичен Иван Џолев одлучи ништо да не се смени во судечкиот совет за случајот Тенк.